Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија, каде и да сте и со кого и да сте, да бидете здрави и живи, тоа е најбитното. Добре ни дојдовте и денеска во нашата емисија Гответе со Драгче. И денеска ќе ви изготвиме еден убав специјалитет и денеска имаме интересен гостин, омилен помеѓу граѓаните, за децата најсаканиот чичко. Може би веќе ќе предпоставите кој е нашиот гостин, но ќе ве оставам во едно мало размислување. Ајде да ги поздравиме и пријателите на ова наша емисија. Да ги поздравиме Стокомак и да погледнеме дел од производите кои што ги имаме на нашите рафтови. Тоа се еден мал дел на производи кои што ни служат тука колку за подсетување за вас, драги мои, а се она што го имаме и на нашата маса овде, што се однесува до зачини, подготовките за секојдневните наши рецепти ни пристигнува од Стокомак и затоа ние искрено си ги поздравуваме, а вие доколку сакате да си купите нешто што ви е многу битно и значајно, земете си торбичето и во првиот маркет купете го она што најмногу вам ви е потребно. Да ги поздравиме Стокомак и за новата линија на продажба, така наречена Македонка. Македонка на лепници во црвено, така се обоени рафтовите во Стокомак, засебни, поодделни од другите рафтови, и тоа е знак дека токму на тие рафтови се продаваат производи со македонско потекло. Купувајте производи со македонско потекло, со тоа го стимулирате македонскиот производител. Јас велам за нив многу берикет, а на нас на здравје на јадењето, затоа што навистина убави и вкусни имаат работи кои што можат да се купат. Поздрав до нашите пријатели од Стокомак. Да си ги поздравиме нашите пријатели од мини трговскиот центар МОС, така наречен апарати за домаќинството и се за домаќинството. Се наоѓаат на Пластичарската улица до самиот МОС и вистина во самиот мини трговски центар на 3 ката, можете да најдете се што вам ви е потребно за вашето домаќинство. Зборуваме за апарати, зборуваме за алатки кои што се потребни секојдневни, како велат убави тавчиња, охриѓани ги викаат тигани, убави навистина садови во кои што можете да го зготвите вашето јадење и многу нови апарати кои што можат да ви овозможат брзо готвење и вие да одмарате, како што имаме дел и од нив овде на нашата маса. Да си ги поздравиме затоа што од едно обично лажиче па се до гарнитури за вашите тераси, вашите домови, елементи за вашиот дом, преубави столни ламби, многу убави лустери кои што можат да го направат вашиот дом посветол и поубав, поелегантен. Значи посетете ги, имаат засебен паркинг на кој што можете да го паркирате вашето возило без да размислувате и да си останете подолго време за да разгледувате. Поздрав до вработените и се разбера до целиот тим на мини трговскиот центар МОС. Да си ги поздравиме и нашите пријатели од ПК Беско. ПК Беско познати по сувомеснатите производи, без прекорен вкус и убавина и навистина голем избор. Кога не знаете што да одберете, побарајте ПК Беско и никогаш нема да погрешите, затоа што вистински се најдобри. Поздрав до нашите пријатели од ПК Беско. Сега време кога јас треба да го представам мојот гостин за денеска, кој што и ќе му абети заедно со мене, затоа што имаме што да изнамуабетиме, ама знам дека многу го сакаат децата, колегите премногу го сакаат. По вокација или по работа тој е медицински брат во медицината, но брат е на сите нас, бидејќи многу го сакаме и ние, кои што сме во медиумите, децата кои што се со Даунов синдром, децата со посебни потреби, децата кои се здрави, радуваат и пеат заедно со него. И тој во неодамна напише една многу убава најава, вели, кога ни на крај памет не мислев да пеам, почнав и да пеам, ни на крај памет не мислев да пишувам книги, па станав и автор. Еве, тој е нашиот сакан Денис Јанкуловски, познат како Чичко
космонаутко. Затоа си го повикувам овде. Добре ми дојде. Добро, најдов. И како што е твоето гушибац. Да. Така, нашето мото заедничко. Добре ми дојде. Благодарам на поканата. Со книгите си. Да, со сликовниците да ги представиме. Повели од оваа страна, па ќе ги представиме и нив. Пред се да кажам, благодарам на поканата. Ние подолго време се договараме, меѓутоа ете треба да се погодат коцките едноставно, така да супер. И не мислев дека ќе готвам, нели? Како што не мислев дека ќе пишувам, не мислев дека ќе готвам, ама додај го ова во наредното. Во наредното си ви додај. Имаше многу обврски и јас те разбрав, значи рече Драгче ќе дојде моментот кога ние ќе бидеме заедно на емисија, сме направиле повеќе емисии, но не сме готвеле заедно. И сега ќе готвиме нешто што ние го нарековме плескавица за пауза. Да. Затоа што медицинските лица многу малку имаат пауза. Немаат време. Да, заради работни обврски, не само кај мене на работа, него едноставно насекаде. Сега има ситуации нели кога заради работните обврски, заради теренот не можеш да ја направиш класично паузата. Меѓутоа може било каде нели да си направиш пауза, да каснеш плескавица со лепче. И да тркнеш до првата сендвичар. Ќе ги повлечам вака, прво ќе ги покажеме, а за време додека ни стојат плескавиците, ние ќе зборуваме за овие наши. Колега, ајде, едната Денис или јас и двете, која камера ќе не следи, не знам. Ете така, за да ги видат, а ние да почнеме со работа, затоа што имаме време, мораме да работиме според временските услови. Рековме ќе направиме плескавици за пауза, кои што ќе ги направиме со мелено мешано месо. Ми рече јајцето го кршиш со вилушка, затоа се вртам да најдам. Да. Плескавица мене ми е едно од омилените јадења, односно кога се прави мове за скара, мене скара ми е плескавици или кебапче, така да сето друго малку им е чудно веројатно на некои луѓе, сега нели ќе појдеш ребро да каснеш ова. Мене класично плескавица. Еве ти го мевцето и вилушката може да ти послужи. Јас рековме, земавме мевце за повеќе, за тебе и за колегата кој или колешката на работа со тебе. Се најде. Заеднички да види сето тоа. Најубаво е кога се дели со некого. Кога се дели. Во овој сад ќе поставуваме она што. Тука ги собираме, значи. Така, да. Со стојките и подавај ги овие што тебе не ти се потребни. Значи поред јас да ги ставам овие со стојките. Овие имаме тука. Не, пиперчињата ќе ги извадиме за сервирање ни се. Ајде полека. Полека. Ке лебните трошки, кашкавалчето. Добро може плескавица со пиперка да треба. Црвена и зелена, вика кој сака. Ова сакав да ни биде како за декорација малку, после кога ќе ни биде готово. Океј, тогаш со инструкции ќе работиме. Да, малку јас ќе ти потпомагам или ќе те збунувам. Да, нема проблем. Како е на работа пред се? Добро е, порелаксирано е сега. Сега кромидот. Порелаксирано е, мислам, тој периодот апсолутно веќе не сакаме ниту да го спомнуваме. Точно. Како е сега има нешто пак некои сипаници, да, меѓутоа докторите смируваат апсолутно не е страшно, има препораки што треба да се направат, има препораки за нас, има препораки секако и за лебните трошки, секако и за луѓето, едноставно начин како да се припазиме, да се чуваме во тој поглед. Така да не е ништо. Најмногу велат кога се оди на патување некаде, да не се донесат од друго место, затоа што И тоа веројатно може колку и да се пазиме, некогаш не може да си сигурен. Сега ние внимаваме, меѓутоа некој пат нели не можеш да отидеш негде и како во стаклено звоно да седиш нигде да не се движиш. Влегуваме во продавници, нели ова ќе биде убавата. Таман за пауза да држи. Така да другото во однос на работата си е тековно, редовно се што има обврски, си ги извршуваме. Сега одиме. Ти ги додавам малку буковка, малку сув зачин, пасол и така да додадеме од се по нешто. А јас ќе го вклучам и нашиот тостер за да направиме и 5 подпечени лепчиња, кои што ќе бидат навистина убави од колекцијата Арзум на нашите пријатели од МОС. Подпечени лепчиња дома сопругата многу си сака. И јас ги сакам. Така да си подпечиме додадеме, нели? Да. Ете така. Биберче. Додади си биберче.
Значи, денеска го правиме она, како велиме, она што најбрзински. Додаваш сол? Малку сол. Со златната лажичка, јас намерно ја давам тука златната лажичка за златни луѓе. Да, златната сол. Ете така. Благодарам. Ете така. Буковка додаде. Тоа додаваме сега уште јајцето што тебе ти рече. Јајцето, да, за кршењето секогаш пред да скршам, значи ко дете гледав јас татко ми, ќе го земеш јајцето, ќе го удреше вака и ќе го успееш. Јас така го удрив еднаш и падна долу јајцето и си реков парно вака класично. Или како јас што многу пати се обидувам две и ќе ми падне некој луспиче. Вака најсигурно е, така да. Ете така. Можеш во тоа тањирче да го... Ете така. Добро, благодарам. Сега јас ќе ја земам вилушката, а тебе ти додавам ракавици за да можеш да го умесиш добро. Да. Знаеш да ги поставиш, знаеш ти си веќе на тоа научен, но јас велам некако овие се можеби на број мој на раците, па знаат да се кинат. Факт е дека добро, ќе се снајдеме, не е проблем. Барем мене, веројатно и на други колеги, кога нешто не е добро, дали се мали, дури и поголеми кога се, не е пријатно за работа. Не можеш да работиш. Зашто треба да има осет, особено оние колегите кои што работат во лабораторија, значи за крвземање или нешто. Треба да ти сегде на секаде, едноставно треба да ти е пријатно за секоја работа, ама за плескавица мислам дека се добро. Сега се за плескавица супер. Така да сега што би рекле пристапуваме кон мешање на смесата. На смесата која што ја подготвивме. Ете така. Значи, рековме на работа малку посмирувачки од она што рековме, еве завршија тие пролетни грипови, кои што представува, ете исто една опасност, дечиња, многу гужви, периодот е таков секогаш. Да. Меѓутоа, па и времево е, еве гледате како беше пред неколку дена беше спарно. Да речам можда некој. А потоа вклучувавме беше клима за топлење. За топлење. Така да и времево е. Се навикнува, меѓутоа не знам колку може човек да се навикне, затоа што еден ден си функционален, другиот ден нешто тие не знаеш што тие. А едноставно па баш така е, не знаеш дали те боли главата, дали е притисокот, дали нешто се случува, ама како и да е, мора човек да најде начин да функционира. Така да јас одамна немам. Ама убаво ги работиш, убаво. Уште малку долу лебните трошки бидејќи треба поубаво. Можам да отворам значи сендвичара за пауза. За пауза. Сендвичара за колеги. За колеги е така, може вика колеги повелете на нашава плескавица која што ја подготвуваме ние овде. Убава веќе структурата се осеќа дека се прави. Убаво си е. Јас на времето сега веќе има и готови веројатно. Одлично. Да, меѓутоа на времето вака јас се сеќавам да речеме и татко ми кој ќе купеше, се ќе купеше слично вака и после ги правеше буквално вака исто на овој начин. Така да меси си ти, но ние гледаме и фотографии истовремено нашите гледачи од оние кои што успеавме да ги имаме. Еве гужбаци што се од настани, од повеќе настани, од песни што имаме снимено од работилници, ова е на школка. Школка ми е мене едно од најубавите, најинклузивните, најрадосните места, место каде што едноставно може да се сите знаат да го најдат. Урбано место. Да, урбано место е представително и место каде што буквално за мене има една прекрасна енергија. И затоа и веќе помина 6-та година го направивме тој настан на школка, се надеваме дека и до 50 настани ќе направиме таму. Гледаме садење цвеќиња, дрвца, сето тоа. Има често организираме во сите овие години. Во сите овие години организираме доста работилници на различни теми. Имаме пријатели кои што не канат во секој случај. И секако дека одиме затоа што едноставно инклузивни, значи работилниците и се што правиме, тоа сакам да потенцирам дека е инклузивно. Така. И доволно, баш убаво. Сега можеш веќе да одвоиш, да ги оставиме да постојат овде. Дури голема да направиме. Еве, ова можеш и голема. Колегата да почека за друг ден. Јас мислев едни за мене ќе направиш 3. Добро, ајде, 3 ќе направиш. 3 ќе направиш, леле, ова посебно ете, ќе си има и за мене, нели една.
се шегувам. Ја многу повеќе ги сакам оние пинџурчиња отколку месо, но ова е вредно да се проба. Добро, убави состојки има, така да се што едноставно да отстојат сакавме. Да исплескаме, што би рекле. Да ги исплескаме, да, убаво. Па затоа се вика плескавица. Да, одлично. Сам дека е добро ова. Браво. Браво. Ќе направиме и 3 нормално. Добро, одлично. Треба сите да каснат. Како одлично ти оди, види. А вика, драгче, јас знам да намачкам маргарина, ама знаеш како убаво со буковче од озгора, мераклиски или шарена со. Апсолутно. Мислам, не дека не знам нешто да направам, меѓутоа дома на вистина сопругата толку вкусно прави, толку готви, едноставно. Немаш ти време за вокуина. Па да, и едноставно јас уживам во сето тоа што го прави, ја прави навистина убави јадења. Така да затоа викам јас по салатите се. Ми кажа дека таа имаше препорака. Немој, Денис, да ја правиш твојата плескавица. Односно палачинка, вика немој вика да ја кажеш палачинката, така да поарно да не ја кажувам, да останеме на препораката, да. Што би рекле за информации во инбокс, ако некого го интересира. Можеме и овде едната, што не излезе смеса за 3. Да, па има смеса, мислам дека и ова веќе ни дури 4 може, ама ај ова ќе биде малку лепчето да го јас веќе поставам. Ова поголема за колегата ќе биде да не речеме на најмалата сте ми ја дали. Ако мести ги ти, а ние како велиме потоа ќе видиме кој за која ќе биде. Кој за кого, така сигурно, да. Кој прв? Ете така, малку ќе го намалам ова бидејќи на јако сум го пуштила. Лепчињата да бидат. Ова е многу убави се, вакви лепчиња се стварно убави, вкусни. И убаво. Крцкави со верувај ми, па во овој нов тостер со камени плочи, навистина безпрекорно, не се плашиме да изгорат, да бидат нешто, да биде страшно, не мораш многу да притискаш. Браво. Денис. Ева за домаќинката ќе биде сепак. Колегата знам дека ќе рече нема проблем. На 4 дела за сите камермани. Како викаше Цацко да јаде, на други да не даде. Не оди редот така. Браво, одлично. Така да јас мислам дека ти можеш сега ракавиците да ги одвоиш и да си одиш кај чешмата и јас да си избришам масичката за да ние потоа овие каде ги овде во мјалникот тука. Ај овде ќе ги оставам. Ето така, за да ни покажуваш за сликовницата, сакав да раскажеме и потоа ќе пржиме. Ете така. Беше педантен. Немаше многу, ова кромитче малку, ништо страшно. Педантно направено. И во текот на работата и со врските имаме буквално треба да си внимателен за многу работи и веројатно тоа е. Колега, ова како на сонце. Гледај. Прекрасно. Златно-жолта боја. Златно-жолта боја, убави лепчиња мераклиски. Може и малку маргаринче, твој маргаринче и шарена сол. Пак твојата работа. Маргаринче. Пак дојдовме до лепчи маргаринче, да. До твојот рецепт. Земи ги сликовниците. Ајде да раскажеш за нив. Многу ни е битно, ќе има и промоција. Да. Ова е првата сликовница, значи ладе што излезе, другарко. И ова и втората сликовница се поврзани со она што јас вон работните обврски го работам или она кај што знам често да кажам дека сум свој на своето. Значи едноставно во тој дел јас се пронајдов како што спомна претходно со децата, со дружбите, со се. Сакаат, сите те сакаат. Јас веројатно препознаваат, можеби што се смееме со една другарка и баш пред некој ден некој рече вика препознаваат детето во тебе, го препознаваат. Точно. Да, малку порастено, ама се уште дете. Па имавме можност на градскиот плоштад да имавте една исто така каде што јас присуствував работилница, дружење, каде што ти не можеше сите одеднаш да ги гушнеш и седна и едни веќе врз тебе, други на рамо, така гушкање во. Тоа е убавото. Тоа е најубавото во сето она што јас секако со останатите, значи не сум сам во цела приказна дефинитивно. Го правиме и што многу не радува затоа што едноставно растеме, многу растеме. Така, убавино. Втората сликовница, ова е првата е другарко, втората другарко се придружува на патувањата на другарка и двете маченца. Како што кажав, иста тема, односно прифаќањето, почитувањето на лицата. Секојдневието. Секојдневието кое што треба едноставно да ни биде заедничко. Најубаво секојдневие кога е заедничко секојдневие.
Помина убаво на сајмот на книга, сега промоција на 31-ви ќе има. Браво. Така да убави работи. Мене апсолутно се ова што се случува па наназад, ајде да речем од 2018 е здруженијето, меѓутоа веројатно последниве неколку години малку има не само здруженијето, него и на приватно, и мене што ми се случуваат многу работи, дефинитивно ми даваат сила, ми даваат енергија. Па да. И Па плюс, заеднички, кога да. ќе отидам на школка или на некој работилници, кога од буквално кажано од 10 километри слушам некој дете како вика Денис и трча да гушне. Да. Па И гуш баци со сите рачињата горе, тоа многу убаво, многу. Тоа е на обострано задоволство, особено ме радува, значи секако децата да се прво најзадоволни, најсреќни, секако дека и нивните родители, нивните семејства, старатели, баби, дедовци. И тоа е она што ни дава нас, и особено мене ми дава елан за понатаму. Те сакаат, јас мислам таа љубов ќе те држи понатаму, ти тоа ќе го правиш со многу љубов. Па ме држи особено затоа што ја имам и поддршката од семејството. Так, маслото го стави веќе да се стоплува, ќе ти додадам една лажица, вилушка, како би реко, сакаш со ова да ги или со рака да ги поставуваш, како тебе ти е. Со рака ти можеш и со ова, како тебе ти е згодно. Ајде, повели. Да, веќе маслото ти е подготвено, можеш. Јас ќе подготвам за да можеме. Ете, убаво да ти дојде полесно. Добро. Ете, добро. Не знам дали ќе ги собере трите. Па двете сигурно, но ама колегата ќе почека. Ќе почека, па да. За колегата ќе почека. Па да, сега ќе почека. Или ќе ја делиме. Кај сака плескавица да направиме поуште? Мислам дека за кратко ќе може да можам да ја ставам веројатно, ама ајде ја ставиме. Нека оди заедно, ајде. Затоа што месото почнува да се пржи и нели кога се пржи почнува и да се собира на најаката температура. Лажичката нека ти ја овде, затоа што ќе треба да ги вадиме. Да ги извадиме точно, да. Ете така, одлично. Нека се пржат. Нека се пржат, а јас ќе го побарам рецептот на денот за да видиме што се нам ни е потребно за денешниот рецепт. Плескавица за пауса, 200 грама мелено месо, една главица кромит, една лажица буковка, 100 грама лебни трошки, 100 грама кашкавал, едно јајце, сол и зачини по желба. За прилог ќе си додадеме ние печени лепчиња, рукола малку пиперчиња, малку шери доматчиња, она што си најдовме во фрижидерот од нашите пријатели од Стокомак. Овие другар тебе добро ти. Готови се. Види колку те слушаат, Тоа е. Ама и печката те препозна. Се си има свое, така да супер. Како рече ти, Драгче, некако ова за колегата најбавна ми е. Најбавна испадна, да, ама изгледа најслатката за него ќе биде, така личи. Највкусната, да. Да, па веќе и готови се, така да. Убаво, јас како што гледам, убаво изгледа. Убава боја имаат, супер. Убава боја добија и убаво мириса, дури колегите велат, Драгче, ова некако убаво. Имавме идеја да пробаме во тостерот на Арзум, но тоа следен пат ќе го пробам. А сега додека ти ова се обидуваш да ги ставиш во тањер, јас ќе ти дадам ќе пробам да ти направам чај како добра домаќинка. Супер. Ти ми рече сакаш планински. Планински чај, да. Тука ли ќе ти биде позгодно? Може овде позгодно. Ајде. Планински чај и без шеќер. И без шеќер. Заеднички ни е изборот во однос на шеќерот и чајот. Браво. Ете така. Одлично. Ова мислев дали ќе ни треба заради маслото, но не ни треба. Одлично испадна, супер. Убаво. Браво. Брзи се. Арзум производите на мост. Одлично. Можеш, да. Ти пречам ли? Ајде, повели. Повели. Го исклучувам јас нашиот пријател. Ете така. Го исклучувам пријателот тука да повлечеме тавчето. Нешто ни сигнализира. Одлично. Добро е. Сега се украсуваме. Украсуваш. Ајде да видам. Имаш тука подготвено се, додека јас читав ти дури лепчињата ги исече. Да. Брзински. Да не губиме време. Да, одлично. Еве го планинскиот чај. Да ни замириса на планина, на убавина.
Лесно е кога нели во домаќинството си има и апарати, но и умешност. Апсолутно. Денис убаво ти изгледа. Да. А твојот ручек ова денеска за пауза, ти се молам, паузата ќе ти трае подолго. Лесен ручек. Подолго ќе останете на пауза. Да. Мене искрено нај она што го сакам во кога се работи за храна е всушност овој дел, украсување, редење, такви работи, така да те интересира и ти е убаво. Уживањето, да. Браво. Одлично. Колку симпатично ги имаш тоа, добро, додадени. И црвените пиперчиња и малку да го декорираме, да го декорираме, да биде убава чинија. Убава порција, што би се рекло. Ете вака, колеги, ова е за браво и за супер и како велите вие, и за гладни. И за гладни таман, да. И за гладни. Што би рекле, можеме да пристапиме кон пробување на може да се пристапи кон она вика да видиме дали се јаде. Така, одлично. Еве ти чајче од нашите пријатели од Стокомак, планинско чајче. Одлично, супер. Ти честитам за убавиот рецепт кој што го подготви, беше умешен во ова работа како и во секоја досега што имаш ти замислено во твоите мисли и идеи, и ти посакувам многу здравје, многу успеси во иднина. Промоцијата ќе даде Господ да присуствуваме, да се радуваме заедно. Здравје. И ова твоето гушбац да постои постојано, да постои. Тоа е тоа. Тоа е гушибаце од она јас учителката што се викам девојчето е рато, тоа е од нејзиниот јазик и за мене тоа е начин на живење, едноставно. Така да секому го посакувам и затоа ме радува што многу се шири гушибац. Дали преку песна, дали преку книга, дали вака, едноставно насекаде. Вика, кога љубовта е единствена, што кога се дели се умножува. Апсолутно. Ние тука имаме подароци за тебе. Супер. Кои се навистина од нашите пријатели. ПКБ-ско ти доделува комплет производи, совместнати производи. Фала, благодарам на ПКБ-ско. На пауза. Да, таман за кога немате време за прескавица. И нашите пријатели од МОС, мини трговскиот центар, ваучер со кој што можеш да си пазариш нешто што ќе те потсетува на ова наше другарување и твоја нова визија. Одлично, супер, благодарам на спонзорите на пријателите, ќе се најде секако. Како рековме јас и ти вака братски правиме? Мејана. Да, братска мејана, да, може така да. Тешко е да се има мејана затоа што треба многу работа, многу работа. Така да ние можеме само да одиме да јадеме. Да, и да се пошегуваме. Ти благодарам уште еднаш, драги мои пријатели, тука сме на крајот од денешното другарување. Навистина ми беше задоволство затоа што нашиот најсакан Чичко беше заедно со мене и со вас, а јас и Денис сме пријатели со години, па беше големо задоволство што беше денеска со мене. Ве оставам во добро расположение, бидете и понатаму со Канал 5 и како ве поздравувам, ве сакам.